гласи како вие да постигнете резултати во нашиот предизвик, дел 2, каде што ќе објаснам за тренинг. Што тренинг препорачуваме, колку пати неделно, кои вежби, кои програми и основата на програмирањето, што е најважно што треба да пазите. Значи, ајде прво да идеме од основата. Основата на секоја програма е прогресивно оптеретување или да додавате секој тренинг тежина, колку можете, значи кило 25, 2,5 килограми. Тие малите текчиња што не ги користите, тие да речеме ако за година дена зголемувате килажа, може да стигнете до 100 килограми бенч, но не секогаш е така. Значи не е секогаш линеарна прогресија и затоа ние препорачуваме да имате некаква периодизација или одреден период вежбате со средни повторувања, па со високи повторувања, па со ниски повторувања и со зголем интензитет. Значи, трите варијабли што се основа на секоја програма е волумен, интензитет и фреквенција. Значи, волумен е тоталното кревање тонажа, значи на сите вежби што сте ги правили. Значи, ако правите чучни или само 5 серии по 10, по 100 кг, вие сте кренали тотално 5000 кг тотален волумен. Тоа може би доволно за да предизвика хипертрофија на мускулите. Значи, ние препорачуваме некаде од 8 до 12 повторувања и како што прогресирате, ако сакате за хипертрофија, ако сакате за сила, значи тогаш може да добиете 5 пута 5, но најновите истражувања кажуваат дека кога ќе бидат во исто рамниште волуменот помеѓу интензитет и високи повторувања, тогаш нема никаква разлика. Разликата е тоа што со висок интензитет се зголемува и силата, а со низок интензитет не се зголемува толку силата. И кога идеме на интензитетот, тоа значи што значи? Од 1 до 10 колку вие можете да направите, значи колку побрзо дишете, толку значи сте го достигнали максимум. Ако вие не можете на последното да кренете, има нешто што се вика RPE scale или Receive Perceived Exertion, и во превод тоа значи од 1 до 10 колку можете да направите. Ако е 5 до 7, тоа е среден интензитет, од 7 до 10 е веќе скоро висок интензитет. И значи, генерално ние препорачуваме, како што рековме, од 8 до 12 за почетници, идеме сега на следното, фреквенција. Фреквенција значи колку пати неделно вие го дирате мускулот. Науката препорачува 2 до 3 пати неделно е повеќе оптимално за да добиете мускулна маса как за природен вежбач, значи вежбање без стероиди. Ако вежбате бицепс еден ден, значи гради друг ден, тоа не е оптимално и нема да добиете мускулна маса како што би можеле да добиете со 2 до 3 пати неделно. Затоа ние препорачуваме цело тело или сплит тренинг, значи каде што ќе го поделите горен-долен дел, пауза и пак повторувате, а цело тело е 3 пати и тоа е многу подобро за почетници затоа што ги тргате сите мускулни дисбаланси. Сега кога идеме на вториот дел, кои вежби ги препорачуваме. Комплексни вежби се најдобрите вежби што можете да ги правите. Значи за вашето тело. Прво се ефикасни, ако вие вежбате само на справи, да речеме, и не вежбате со слободни тежини, истиот ефект ќе го постигнете за 2 часа. Но ако вие вежбате со слободни тежини, например дедлифт, правите чучневи, бенчпрес, веслање, згибови, преса за рамења, разбој, сите тие комплексни вежби кои вклучуваат повеќе мускулни групи во едно, ќе ви треба некаде од 30 до 45 минути до максимум сат, зависи колку време ќе правите пауза и ќе го завршите тренинг. Во таа сфера, значи во таа перспектива, ефикасноста тука е многу битна затоа што после 45 минути телото едноставно нема сила. Значи препорачуваме тренингот да не ви биде за повеќе од 45 до сат време, ако правите повеќе, не знам што правите, едноставно се губите времето и трошите време повеќе на небитни работи. Најдобри програми за почетници се Starting Strength од Mark Lipton, потоа 5x5 од има програма, апликација и HST, значи тоа HST е научно докажана програма која е специјално дизајнирана за хипертрофија. И четвртата програма, јас што сум ја дизајнирал, е за превземање на сите концепти и додавање, значи, од моја перспектива, значи, како би најдобро би добиле резултати за најбрз можен рок.
Значи ја вежбам скоро секој втори ден, зависи како се осеќам. Ако некогаш се осеќам многу подобро, тогаш давам максимумот. Денеска не можев, но направив 30 минути кардио, значи на јажа, пеа негде околу 50 серии по 30 секунди со 10 секунди пауза. И да не брборам, се надевам дека ова видео беше доста интересно. Ако имате прашања, слободно поставете ги во коментарите, лайк, шер, сабскрајб и поздрав до моите фанови. Чао!